Пред кусо време заврши една од редовните седници состаноци на Комисија за заразни болести, во која што членовите на комисијата беа информирани за два случаја на пациенти со тешка прогредирачка фебрилна мултиоргански засегања состојба, кој што за жал и покрај сите презени мерки, ваква една прогредирачка состојба завршува со фатален исход. Тоа беше доволно голем аларм за нас као професионални институции да се состанеме со сите можни аспекти, да ги разгледаме случаите и да се преземат мерки за сузбивање на ризиците за ширење на било каква болест од инфективна генеза. Значи, станува збор за една фебрилна состојба во двата случаја со засегање на функцијата на црниот дроб, со засегање на функцијата на бубрезите, со засегање на коагулационите фактори, значи една тешка прогредирачка форма на болест, која што всушност во основата може да има повеќе различни етиолошки агенции или причинители, кои што со активација на универзални механизми за активација на во човечкиот организам може да завршат со идентичен клинички исход, вклучително и фатален, онаков каков на клиниката беше регистриран. Овие два случаја завршиле со фатален исход на растојание од 3 дена, постои на фамилиарна поврзаност помеѓу истите, па во потрага по заедничкиот причинител на состојбата и беше повикана комисијата за од сите можни аспекти да биде разгледана оваа ситуација. Еве, тоа би биле клучните прашања за кои што сакавме да ве информираме, па отварам, давам простор за прашања од ваша страна. Каде се пациентите, пол, возраст и дали заболуваат од хеморагична врска? По однос на возраста станува збор за млади особи, едната е негде околу 50 на годишна, едната е 23-4 годишна возраст. Значи станува збор за млади лица кои што во основата немале други заболувања, кај кој што ваквата една состојба неочекувано има брз прогредирачки карактер и кај кој што, као што веќе најави во почетокот, се регистрира засегање на повеќе органи, односно органски системи во човечкиот организам, за да заврши со вака неповолен, за жал неповолен исход. По однос на второто прашање, двата пациенти се од машки пол. Меѓутоа, по однос на етиолошката агенција, јас веќе кажав дека станува збор за еден универзален клинички одговор кој што резултира со засегање на повеќе органски системи, што значи дека претрагите по однос на директниот индуктор или ми ја велиме тригер на овој клинички одговор се уште се спроведува, затоа што овој вториот случај е починат сега пред неколку во текот на денешниот ден во сабајлешните часови. Кои болести се сомневаат? Јас би ве исплашил кога ви кажал, значи инфективната патологија подразбира голем број на различни заболувања, меѓу нив и такви кои што може да се пренесуваат на човекот и да предизвикуваат болест. Во конкретниот случај не станува збор за болести кои што имаат висок степен на контагиозност или висок степен на трансмисивност помеѓу луѓето. И од тука не гледам причина за создавање на било какви паники или несигурности помеѓу луѓето. Станува збор за болести кои што се пренесуваат од животни, различни видови животни, односно од различни вектори и трансмитери на одредени вакви етиолошки агенции. Во услови кога ризикот за трансмисија помеѓу луѓето е минимален или е доста низок, секако дека не постои причина за било каква вознемиреност, од причини што еве и комисијата беше свикана во текот на денешниот ден. Дали инфективна е под карантин и дали ќе биде прогласена епидемија, бидејќи се фамилиарно поврзани, реков. И уште колку има хоспитализирано инфективна случаи? Дали карантин на инфективна клиника нити имало, нити има карантини. Карантин подразбира изолација на лица кои што биле во контакт со некого во одредени простори. Клиниката за инфективни болести е професионална институција од терцијарен карактер, во кој што доаѓаат исклучиво лица кои што имаат клиничка презентација, а не контакти со нив. Овие лица кои што се со ваква симптоматологија, со ваква една тешка, брза, прогредирачка форма на заболување, се предмет на изолација, а не карантин. И второто прашање беше? Епидемија дали ќе биде прогласена, бидејќи се поврзани... Прогласување на епидемија е надлежност на центрите за јавно здравје. Во моментот можам да ви информирам дека веднаш, оној момент кога е поставена
поставено сомневање за заемна поврзаност на двата случаи, се веќе искочени на терен епидемиолошки служби и можете да ги контактирате на терен таму каде што се случува оваква Каде се ситуација. пациенти? Од кои Пациентите се од околината на Гостивар. Дали од терен бараше повише луѓе од паника, например, бараше помош во инфектирано? Секако дека има, тоа е ми е секако дека сега всушност и се овие контакти со медиумите, дел од ова ќе бидат и едукативни материјали до лицата со кои што работат на терен, например лекарите во медицинскиот центар Гостивар со кој што ние разговаравме, во кој што е доволно на луѓето да им се објасни за начинот на трансмисивност или преносливост на болеста. Таму каде што не постои предмет, гледате ми со луѓето кои што работеле со нив, стоиме одека заедно со лицата кои што ги примиле, кои што ги прегледувале и они се одека со нас и меѓу нас. Дали најголемо сомневање постои за хеморагична треска? Меѓу другото, меѓутоа не најголемо затоа што станува збор за Првите на листата? Па не би сакал сега да ве заморувам со набројување, ви кажав, значи станува збор за фебрилен, брзо прогредирачки клинички синдром со мултиоргански засегања.